Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме салата лионез. Може би погодувате од името. Ова е традиционален француски рецепт за салата со јајца и сланина. Не е потребно многу убедување во тоа дека ова мора да се проба како пролетна или летна салата. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 300 грама сланина, 2 јајца, 200 грама бел чиабата леб и листови зелена салата. За преливот ќе ви треба 3 супени лажици маслиново масло, 1 супена лажица сенф, 1 супена лажица црвен вински оцет и сол и бибер. Време е за сечкање. Исечкајте го лебот на коцки кои подоцна ќе ги подпечеме за салатата. Следно исечкајте ја сланината на мали парчиња. Пропржете ја сланината. Немојте да ставате премногу масло, затоа што сланината ќе испушти дел од сопствените масноти и вкус. Кога сланината ќе стане крцкава и ќе добие убава златна боја, извадете ја и ставете ја настрана, а потоа во истата тава подпечете ги коцките леб. Зачинете ги со сол и бибер и маслиново масло. Подпечете ги коцките леб, потфрлувајќи ги во тавата. Тие ќе впијат дел од прекрасниот вкус на сланината во тавата и ќе станат крцкави за подоцна во салатата. За да го поширате јајцето, загрејте вода скоро до температура на вриење и исклучете го огнот. Во водата ставете оцет и сол. Измешајте ја водата доста енергично за да се појави вртлок во средината и од чаша или чинија сипете јајце кое претходно го скршивте. Тоа ќе помогне јајцето да навлезе во водата без премногу притисок на нежната жолчка. Оставете го јајцето полека да се вари во водата 3 до 4 минути или додека да видите дека белката е сварена. Не сакаме да се вари предолго, затоа што е подобро жолчката да биде малку мека при сервирањето. Направете брз прелив, мешајќи убаво маслиново масло, црвен вински оцет и зачини. Време е за сервирање. На чинијата направете основа од листови зелена салата. Следно, расфрлајте ги парчињата сланина и подпечените коцки леб врз целата чинија. Потоа ставете го пошираното јајце одозгора. Прелијте со полна лажица прелив и гледајте како жолчката се опушта додека ја сечете. Ви представивме едноставна верзија на оваа салата, но можете да ставите и други состојки за салата за да добиете повеќе боја и вкус. Клучот е во тоа јајцето да биде навистина правилно поширано, бидејќи меката жолчка и дава прекрасен, богат сјај и блесок на готовата салата кога ќе ја јаде. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.